Добар ден, почитувани ученици од 9 одделение. Денес продолжуваме со изучување на темата Македонија по Втората светска војна. Денешна наставна содржина ни е самостојна и независна Македонија. Целта на овој час е да ги знаете причините за распадот на Југословенската федерација, во која што членува и Македонија, се до стекнување на нејзината независност, патот кој Македонија го чекорела за стекнување на својата независност, кои се политичките и економските промени кои настанале по стекнувањето на независноста и меѓународните односи кои Македонија ќе ги воспостави со другите земји по стекнувањето на независноста. Како што веќе знаете, по 1945 година, односно по завршувањето на Втората светска војна, Македонија станува дел од Авнојска Југославија, заедно со Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија. Во 80-тите години се појавуваат две гледишта како треба да изгледа државното уредување на оваа Југословенска федерација. Првото гледиште го имаат конфедералистите, односно тоа се Словенија, Хрватска, Македонија и Босна и Херцеговина, кои што барале конфедеративно уредување на земјата. Од друга страна пак ги имаме и централистите, односно тоа е Србија, која што се залагала за модерна федерација, односно силно централизирана власт и српска доминација врз Југославија. Овие различности ќе доведат до еден судир помеѓу српскиот национализам од една страна и тенденциите за национална и економско-политичка еманципација на несрпските народи од друга страна. А овој судир пак ќе биде основна причина за распад на Југославија. Србија, предводена од Слободан Милошевиќ, ќе сака со сила да ја наметне својата волја, но другите народи пак со сила ќе се бранат и ќе си стекнат својата независност. Во 1991 година Словенија по кратка војна ќе прокламира својата независност. По војната во Словенија започнуваат и војна во Хрватска, по која и таа си ја прогласува својата независност. Исто така долготрајна крвава граѓанска војна ќе се води и во Босна и Херцеговина, по која што војна и Босна ќе ја прокламира својата независност. Тука, оваа нова држава ќе биде организирана врз федеративен принцип со две федерални единици, Република Српска и Муслиманско-Хрватска федерација. Следејќи ги чекорите на Словенија и на Хрватска, и Македонија решава да тргне по истиот тој пат. Македонското собрание на 15 јануари 1991 година ќе донесе декларацијата за самостојност и независност. Исто така, Македонското собрание ќе донесе и решение за спроведување на референдум, на кој што македонските граѓани ќе можат да гласаат за самостојна и независна држава. Референдумот ќе се спроведе на 8 септември 1991 година, на кој што мнозинството од македонскиот народ ќе гласа за самостојна и независна Република Македонија. 8 септември подоцна ќе биде прогласен за државен празник на земјата. На 17 ноември 1991 година ќе биде донесен и првиот устав на самостојна и независна Република Македонија. Како и во останатите источно европски земји, и во Македонија ќе се случат крупни промени и во политичкиот, но и во економскиот систем. По 1990 година, еднопартискиот систем, кој што е карактеристичен за социјалистичките земји, е заменет со демократски, плуралистички систем, односно тој овозможувал формирање на повеќе политички партии во Македонија, кои што во ноември 1990 година ќе трчаат на првите повеќе партиски парламентарни избори. После овие избори ќе биде изгласана и првата влада на самостојна и независна Република Македонија и прв премиер на таа влада ќе стане академик Никола Клјусев.
Исто така, ќе биде избран и првиот претседател на самостојна и независна Република Македонија, тоа е Киро Григоров. Покрај политичките промени кои што ќе настанат во Македонија, ќе се случат и длабоки економски промени. Односно, како и другите социјалистички земји кои што преминуваат еден процес на транзиција во капиталистички земји, така и Македонија ќе тргне по тој пат. Односно, општествената сопственост ќе започне да се приватизира, ќе имаме воспоставено пазарна економија и така натаму. Односно, системот преминува од социјалистички во капиталистички. Што се однесува до меѓународните односи и меѓународната положба на Република Македонија, Македонија ќе има доста трнлив пат по однос на ова прашање. Треба да истакнеме и да напоменеме дека прва држава која што ја признава независноста на Македонија нашиот сосед Република Бугарија, а нејзиниот пример подоцна ќе следат и Република Турција, Руската Федерација, Кина, а подоцна и многу други земји од светот. Покрај меѓународното признавање од одредени земји, Македонија уште, која ќе ја прогласи својата независност, ќе го трасира својот пат кон зачленувањето на Македонија во различните меѓународни организации. Едно од позначајните ќе се случи на 8 април 1993 година, кога Македонија е примена во Организацијата на Обединетите нации како 181 членка. Но треба да напоменеме дека тука Македонија влегува под едно друго име, односно влегува под референцата бивша Југословенска република Македонија. Исто така, треба да кажеме и да напоменеме дека како веќе демократска земја, Македонија уште со стекнувањето на својата самостојност и независност ќе се стреми да стане членка на НАТО и на Европската Унија. Тоа е она што треба да го знаеме за оваа лекција. За повторување на овој материјал, потребно е во вашите тетрадки да ги одговорите овие 3 прашања, односно првото е зошто се распадна Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како Македонија се раздружи од таа Југословенска Федерација и како се одвиваше меѓународното признавање на Република Македонија. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме наскоро со некоја нова лекција. Довидување.